Почитувана председателке, почитувани колеги советници, материјалот е обемен, а фокусот намален. За тишина. Помешавме повеќе години во различни владења, па почитуваниот колега Илиевски, погрешка, како што кажа, спомна 2020 година, па јас направив една кратка анализа. Сакам да напоменам дека сите овие милионски суми во проценти се пари на граѓаните, а ние им должиме објаснување како совет од претходната гарнитура и како и од новата за понатамошна реализација. Значи, почитувани, за извршувањето на расходите на буџетската сметка за сите програми имате реализација од 64% за завршниот квартален извештај за 2020 година, исто како и за 2021 година. Ќе ги земам во предвид оние ниски проценти и попусти од претходната завршна сметка и годишниот извештај за 2022, тие се кратки, нема да одземам многу време. Имате енергетска ефикасност од 51% реализација, капитални трошоци со 11,30 реализација, 56% имате реализација за одржување и заштита на локални патишти, улици и регулирање на сообраќајот, изградба на водоснабдување на системи 26%, изградба на сообраќајна сигнализација од 23%, изградба и реконструкција на локални патишта од 33%, изградба на атмосферска и фекална канализација од 34%, противпожарна заштита од 56%, заштита на животната средина 24%, урбанистичко планирање 30% и родова еднаквост 24%. Се спомнаја сите капитални проекти кои не се реализирани од страна на СДСМ. Остана уште 3 или уште 2 кои може се спомнат и може не се. Сакам да го спомнам фамозниот затворен базен на почитуваниот колега Илиевски, кој е отворен, ама за жал под небото и облаците и представува ризик за децата кои се движат во таа околина. Се снимаја и пресови пред детското одморалиште, се ветува затворање на 70 или 90 диви депонии, кои сега можеме да кажеме дека локалната самоуправа моментално чисти една од најголемите диви депонии кои вие не ги реализиравте, односно во зоната Кракардаш, и се спомнувавте нови филтри на оджаците во река. Во една целина воопшто не е доволно пред граѓаните да се држите на фактот дека финансиската состојба на буџетот сте оставиле во плюс. Тоа не е позитива за вас, напротив, тоа е спротивна ситуација. Според мене ова се темели на два факти. Едни оставиле со долг поради злоупотреба на граѓански пари, а другите оставиле плюс одредена сума поради незнаење за користење на средствата. И сега, кај битолчани кои секогаш се наоѓаат пред некаков свршен чин, особено манипулирани и излажани од политичките естрадни уметници кои пропагираат само рекламен материјал закотвени во длабоките фодели, се доведуваат до ситуација да веруваат во општинската дејност која е далеко од граѓанска иницијатива. Доколку се направи анализа на целиот материјал до денес и изминатиот период ќе се констатира заклучок дека повеќе се обрнува внимание на канцелариски материјали, инфраструктурен развој, урбанистички пренаменувања, локални патишта и канализациони мрежи отколку на социјала. Значи, под социјала подразбираме секој граѓанин, жител кој живее во ова тешко општество и кој полни ова народна и граѓанска буџетска каса, за вие како власти да ги ставите во шахмат позиција. Значи, да беа во шах позиција, ќе се надеваа на пиунот, ама поради тоа што се во мат позиција немаат верба ни во кралот. Значи, оставени да гребат асфалт наместо средства за ранливите категории. Значи, како заклучок, сакам да извеам дека грото од граѓаните не познаваат во жаргон кажар четврт квартал, завршна сметка, измена и дополнување на економски развој, заклучоци или измена на статут и донесување на правилник. Нив ги интересираат дела, социјала, екзистенција, како најпогодена граѓанска дејност за опстанок во ова тешко време. Благодарам.